Високите температури кои деновиве се искача и до 40 степени во делови од Македонија им создадоа дополнителна работа на земјоделците. Сега мора многу почесто да ги наводнуваат нивите. Единствено овошките може да издржат подолго без вода затоа што црпат влага од долните слоеви на почвата, но сите други култури се засегнати од сушата. Од Духамара велат дека земјоделците најдобро е да ги наводнуваат нивите во раните утрински часови или попладне со цел да има максимална искористеност на водата. А агроекспертите велат дека сепак земјоделците мора да бидат внимателни по најавата на врнежи од дожд, за да не го задушат кореновиот систем на растенијето од премногу вода. Земјоделските производители кои што имаат производство, без разлика дали лозарство, оштарство, полјоделство, гренарство на отворено, мора да внимават во овој период, покрај тоа што треба навремено да извршат наводнување, исто така да внимават и на периодот што се најавува, а тоа е промена на временските прилики, значи не само пат на температурата, него има и најава да дојде нестабилно време, често пати препратено и со одредени врнежи од дожд. Ово го нагласувам затоа што во колку земјоделскиот производител овие денови изврши обилно наводнување на своите насади посеви на отворено, а потоа утре дента или во истиот ден попладне дојде до пообилни врнежи од дожд, може да дојде до уништување на самите растенија како резултат на гушење на кореновиот систем, односно гушење на самото растение од преголемата количина на вода. Мој совет е, во колку земјоделскиот производител во овој период мора да изврши наводнување на површините под земјоделски култури, тоа да го направи со многу помали количини него што обично го прави, а понатаму од обично, како што се најавува од вторник, наредната недела, може повторно да пристапи кон наводнување на своите површини. Според метеоролозите, до петок ќе преовладува сончево и многу топло време. Во петок, кон крајот на денот, ќе има изолирана појава на краткотраен дожд, за време на викендот и во почетокот на идната седница ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд и грмежи. Температурите од петок ќе се намалат.